Венецијанската комисија го поздравува предложеното законско решение за јавното обвинителство и Советот на јавни обвинители, но дава и клучни препораки. Јавниот обвинител да има мандат без можност за реизбор, да се избира со двотретинско мнозинство и да се направат уставни измени. Се предлага и засилување на критериумите за избор, јасни правила за разрешување и заштита од политички влијанија. Комисијата останува подготвена да ја поддржи Македонија во понатамошните реформи. Во периодот јануари до септември годинава е регистрирано зголемување на фреквенцијата на граничниот премин Джепиште, Требиште кај Дебар со 36.938 патници, најмногу досега и 9% повеќе од лани. Најголемиот дел се албански државјани од областа Голо Брдо, кои имаат право на користење на овој регионален премин. Најголем проток имало во август поради иселениците. Преминот работи сезонски, а македонското друштво Илинден од Тирана повторно бара тој да работи 24 часа, како што било договорено во 2017 година. Владата еднострано ја раскина концесијата за рудникот за јаглен при Скупштина поради прекршување на договорот. Концесионерот експлоатирал надвор од дозволеното поле. Во исто време престанок на важност имаат уште 4 истечени концесии. Ова е втора раскината концесија во последниве недели поради ненавремена и минимална експлоатација, како и неплаќање на концесиски надоместок. Министерството за енергетика и владата најавуваат сериозни санкции за несовесно користење на природните ресурси, при што заштитата на јавниот интерес и безбедноста на граѓаните се врвен приоритет. Поднесена е кривична пријава за царинска измама поврзана со увоз на додатоци за исхрана. Увозникот, шпедициите и лиценцираните застапници пријавувале стока со погрешна тарифна ознака за да плаќаат помали царински давачки, со што го оштетиле државниот буџет за над 622.000 денари. Случајот е откриен и се води постапка за утврдување на одговорност. Грција ќе стане првата земја во Европската унија што ќе воведе 13-часовно работно време во приватниот сектор, со подолги смени за фабрички работници, благајници и хотелски персонал. Парламентот ќе гласа за законот и покрај протестите од синдикатите и опозицијата. Од јули 2024 година, работниците ќе работат 6 дена неделно со зголемена плата од 40%. Властите го правдаат законот со намалувањето на населението и недостигот од квалификувана работна сила, но работниците бараат враќање на укинатите 13-та и 14-та плата. Српскиот председател Александар Вучик предложи Србија да го преземе рускиот удел во нафтена индустрија на Србија, со можност по стабилизација да им биде вратен на русите. Москва не е наклонета кон ова и размислува да го продаде уделот на трета страна, можеби на американски инвеститори. Предлогот беше представен на средба со руски официјални лица. НИС е блокирана од санкциите на САД поради војната во Украина, што го отежнува нејзиното работење. Русија се соочува со недостиг на гориво и раст на цените поради украинските напади врз рафинериите, па воведе забрана и ограничувања за извоз на бензин и дизел за да ги заштити своите залихи. Ова предизвика недостиг и поскапување на горивото во поранешните советски републики, особено во Таџикистан, кој увезува речиси се од Русија. Иако Таџикистан се уште добива гориво според билатерални договори, цените на бензинот растат и достигнаа највисоко ниво во регионот, околу $1,30 за литар. Поради оваа неизвестност, многу возила во Душанбе се префрлаат на течен природен газ и електрична енергија како алтернатива на бензинот. САД поништија визи на неколку странски државјани од Германија, Мексико, Аргентина, Јужна Африка, Бразил и Парагвај поради нивни онлайн коментари поврзани со атентатот врз десничарскиот активист Чарли Кирк. Еден германски државјанин дури го оправда убиството, што доведе до укинување на визите. Стејт департментот порача дека нема да толерира странци кои посакуваат смрт на американците и ќе продолжи да ги идентификува и санкционира таквите лица. Најмалку 6 пакистански паравоени војници загинаа во судир со милитанти близу границата со Авганистан, објавија безбедносните власти. Според талибански портпарол, во нападите на пакистанските сили врз Авганистан загинаа повеќе од 12 цивили, а околу 100 се повредени. Синоќа се разменувал оган помеѓу пакистанските безбедносни сили и афганистанските милитанти, вклучувајќи ја и забранетата терористичка група Техрик, Талибан Пакистан, во северозападниот округ Курам на Пакистан. Александар Стојчевски, 16-годишен ученик со церебрална парализа, освои второ место на меѓународниот шаховски турнир Бања Лука 2025, докажувајќи дека упорноста и талентот немаат граници. Тој е член на Мобилност Македонија и шах игра од 8 години, со поддршка од своите родители. Покрај многуте медали од домашни и странски турнири, Александар има големи амбиции да стане македонски и светски првак во шах. Планира да студира дефектологија, но не се откажува од шахот, кој останува негова страст.
По повод светскиот ден на церебрална парализа, неговата порака е јасна: не се откажувајте. Секој може да успее ако напорно работи. Времето денеска променливо облачно со повремени врнежи од дожд, особено кон крајот на денот и во текот на ноќта. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Во Скопје променливо облачно, попладне и во текот на ноќта со повремен дожд. Ќе дува слаб југоисточен ветер. Од управата за хидрометеоролошки работи информираат дека под влијание на влажни воздушни бранови следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во четврток од крајот на денот, во текот на ноќта и во петок.